Светлите по дух, зашто нивно е царството небесно. Блажени се оние што плачат, зашто тие ќе се утешат. Блажени се милостивите, зашто тие се помилувани. Блажени се чистите по срце, зашто тие ќе го видат Бог. Зашто тие синови Божи се. Блажени сте кога ќе ве гонат и прогонат заради мене. Блажени се кротките по дух, тие ќе ја наследат земјата. Блажени се гладните за правда, зашто тие ќе се наситат. Присуствуваме на еден така несекојдневен настан на Кокино, кога сонцето излегува зад највисокиот врв на Кокино. Таму има еден маркер, поминува низ него, поминува покрај една ивица на една вештачки исечена патека, тука која ги свржува таа горна платформа и долна, поминува низ уште еден маркер и го осветлува овој престол овде. Значи, тоа не е астрономска појава, тоа е една еден обреден чин кој е врзан со обнова на природата, со благодарност за жертва и така натаму. Ние успеавме на Кокино да реконструираме при ископувањата археолошки три обреди. Едниот обред е тие луѓе бирале пукнатини вака во стените и ги заградале од едната страна и тука ставале дарови, садови полни со плодови, кои потоа ги затрупувале со поситен камен и со земја. Идејата е, тие луѓе фактички во Карпевскиот планински врв ја гледале големата богинка мајка, главното божество и единствено во најрана преисторија, а бидејќи одека се работи некаде за крај на трети милениум, значи Кокино е направено крај на трети милениум, значи незиното влијание е се уште многу силно и она е практично скоро единствена богинка. И тие луѓе значи го персонифицирале Карпевскиот планински врв со тело на големата богинка мајка. Тоа е онаа фигурина, сте ја гледале, нели, од маџари, онаа која бдее над куќиното огниште и така, тоа е една позната фигурина на големата богинка мајка. Има две, една е од Говрлево, другата е од маџари. Значи идејата е дека тие, значи процепите во стените, веќе Карпевскиот планински врв го гледале како тело на големата богинка мајка, процепи во стените ги гледале како отвори во нејзина утрова и со ставање на дарови, значи во тие пукнатини очекувале таа да даде богат род и така натаму. Истиот тој обред го правеле на друг начин и тој успеавме да го реконструираме. Правеле кругови со крупни камења со диаметар од 1,20 до 2. Тука ги правеле обредите, ставале значи садови со плодови, ги затрупувале со камен и земја, правеле нешто како така, една калота. Веројатно целта била иста, идејата била иста. Покрај тоа што ставале, значи, обредни дарови, ставале и вотивни фигуринки. Например, сме навоѓале вакви мали представи на човечки нозе, што значи, што било идејата. Некого болело нога и сега ставил тука фигуринка на, глинена фигуринка на човечка нога, нели, големата богинка да го излечи, да му подари здравје и така натаму. Или
фигурина на животно, да му вираат стадата, да не му се разболуват домашните животни. Мали садови миниатурни сме наложиле. И третиот обред, ако овие првите два обреда имаат и елементи хтонични, подземни, значи може да бидат врзани со некои подземни божества, третиот има, како да кажем, изразито соларен карактер. Значи, ова што го, сега се вратиме на што го зборувавме претходно. Значи, доаѓа процесијата предводена од врховниот свештеник, кој едновремено е и племенски старешина најверојатно, и седнуваат, он седнува тука со своите првенци, а он седнува на овој престол каде што Господјата сега седи и го очекуваат појавувањето на сонцето. Сонцето, видите како, веќе сонцето е изгреало таму. Меѓутоа сега како се дига сонцето, се спушта сенката надолу. Кога ќе дојде сенката на оваа висина, одеднаш ќе се направи две зарез и овој дел е осветлен. Значи, како Богот Сонце, кој е син на големата богинка мајка, нели, мито легенди, како да го легитимира тој кој е тука. Ти си тој кој ме заменуваш мене, му дава легитимитет да владее со овие и сето тоа е врзано со една идеја на свето спојување меѓу небото и земјата, односно меѓу големата богинка мајка и незиниот син Сонце, кој треба да се случи еднаш годишно, за да се обезбеди, нели, богат род, жетва и така натаму. И сега овој ефект кој ќе го видиме тука се случува два пати годишно. Еднаш затоа што, значи, сега немаме време да зборуваме за астрономија, астрономската платформа е долу таму. Значи, тука се гледаат характеристични позиции на Сонце, на месечината, сега зборуваме само за обредите. Значи, во мај исто така се случува такво огревање на еден престол и сметаме дека тогаш тоа е врзано со почеток на новата година, бидејќи тие сточарски народи обично, значи новата година ја носители на бронзонадобска цивилизација пред се сточарите, носителите на тие новата година за нив почнувала од моментот кој ќе ги истера стадата на пасиштата. Тоа се случува во мај, кај нас на Ѓурѓовден. И тука тие, ова е на 12 мај се случува и тоа е многу близко до Ѓурѓовден, иако, значи, во етнокалендарот на македонскиот народ има фактички два почетока на таа сточарска нова година. Еднаш почнува новата година околу на 1 март, ама тогаш се прават некои магиски обреди за заштита на стоката, да има добро здравие, не знам, се берат некои цвеќа, се тоа да не навлегуваме од тоа, знаат етнолозите повеќе за тоа. И меѓутоа стоката се стерува на планинските пасишта, доаѓа, значи, од низините, посебно во Македонија, во јужните делови, за време на зимата била во Солунско поле стоката и сега доаѓа и во мај се качува, значи, баш на планините и претпоставуваме дека тогаш се случувал, кога се случува, значи, овој ефект, дека тоа за нив значило и почеток на нова година. Овој ефект се случува, значи, и сега исто на 31 јули и мислиме дека е во врска со благодарност за добра жетва. Значи, оној кој ќе дојде процесијата тука, овде седнува, значи, племенскиот старешина со своите првенци. Оние сега не може сите да дојдат така. Дел од процесијата е горе на горната платформа и посматра што ќе се случи тука долу. Кога го грејува сонцето, значи, сепак овие другите се во сенка. Ово е огреан за момент, само, нели, нема после, како се качува сонцето, веќе ќе се разлие сонцето. Ние мислиме дека ќе видиме добро кога ќе биде огреан овој престол. Тука го имаме нашиот познат артист кој кога ќе е Тихомир Стојановски, професор на факултетот за сценски говор, предава на факултетот за драмска уметност во Скопје, кој така секоја година е почествува со присуство. И во момент кога е огреан, држи беседа. И тој зборувал, значи тој стариот жрец или шаман, како да го кажем, и тој зборувал нешто, што зборувал не знаеме сега. Молитва. Молитва, кажувал благодарност на сонцето, на таткото сонце кој
значи дал живот, дал добра жетва. Ето тоа сега, значи тоа би требало да се случи за едно 15 на минути. Значи јас би ве замолил вака сега. Значи него ќе го пуштиме да седне тука, да се чекаме, ние може да се повлечеме така, најдобро тука се гледат, значи од таму. И откако ќе се случи тој настан и огреувањето, значи на едно седиште, може после овие што се поетите тука да се приложи со очите. Мир вам! Народот што седеше во мрак, виде голема светлина. И на оние што седеа во место на сенка смртна, им огреа светлина. Од тогаш почна Исус да проповеда и да говори: покајте се, зашто се приближи Царството Небесно. И кога ја отвори устата своја, ги поучуваше и говореше: блажени се бедните по дух, зашто нивно е Царството Небесно. Блажени се оние што плачат, зашто ќе се утешат. Блажени се кротките, зашто тие ќе ја наследат земјата. Блажени се гладните и жедните за правда, зашто тие ќе се наситат. Блажени се милостивите, зашто тие ќе бидат помилувани. Блажени се чистите по срце, зашто тие ќе го видат Бога. Блажени се миротворците, зашто тие ќе се наречат синови Божји. Блажени се гонетите заради правда, зашто нивно е Царството Небесно. Блажени сте вие, кога ќе ве гонат и прогонат и кога ќе говорат против вас секакви лажни зборови заради мене. Радувајте се и веселете се, зашто голема е вашата награда на небесата. Така ги гонеа и пророците што беа пред вас. Вие сте солта на земјата, но ако солта ја изгуби силата со што ќе се осоли, таа веќе за ништо не е, освен да се фрли надвор и изгази од луѓето. Вие сте светлината на светот. Не може да се сокрие град што се наоѓа на врв планина, ниту светило се пали и става под поклоп, туку на свекник, за да им свети на сите вкуки. Така треба да свети пред луѓето и вашата светлина, за да ги видат вашите добри дела и да го прослават вашиот Отец Небесен. Немојте да мислите дека сум дошол да ги поништам законот или пророците. Не сум дошол да ги поништам, туку да ги исполнам. Зашто вистина ви велам, дури постојат небото и земјата, ниту една јота или црта од законот нема да се измени додека не се исполни се. И така, оној што ќе наруши една од тие најмали законитости, најмал ќе се нарече во Царството Небесно. А оној што ќе ги исполни и поучи, тој голем ќе се нарече во Царството Небесно. Зашто вистина ви велам, ако вашата праведност не ја надмине праведноста на книжниците и фарисеите, вие нема да влезете во Царството Небесно. Брате, ако те соблазнува десната рака, исечи ја и фрли ја од себе. Зашто подобро да погине еден твој дел, отколку целото твое тело да погине во пеколот. Ако те соблазнува десното око, извади го и фрли го од себе, зашто подобро да погине еден твој дел, отколку целото твое тело да биде фрлено во пеколот. Сте слушнале дека е кажано: не колни се криво и заклетвите пред Господа исполнувај ги. А јас пак ви велам, не колнете се воопшто, ниту во небото ти тоа е престол Божји, ниту во земјато ти е подножје на нозете негови, ниту во Ерусалим, оти е град на великиот цар. Не колни се ни во главата своја, зашто не можеш ниту едно влакно од косата своја да направиш бело или црно. Но зборот ваш да биде да, не, а се што е повеќе од тоа, од лукавиот е. Сте слушнале дека е кажано око за око, зап за зап. А јас пак ви велам, не противите му се на злото. Ако некој те удри по едниот образ, заврти му го и другиот. Ако некој се суди со тебе за да ти ја земе кошулата, дај му ја и горната облека. Ако некој те натера да одиш со него 1 милја, ти оди 2. На оној што бара од тебе, дај му и не го одбивај оној што ти сака нешто назаем. Сте слушнале дека е кажано: љуби го својот ближен и мрази го непријателот свој. А јас пак ви велам, љубете ги непријателите своји. Благословувајте ги оние што ве колнат,
Правете им добро на оние што ве мразат и молете се за оние што ве навредуваат и гонат, за да бидете синови на вашиот Отец Небесен. Зашто Он го испраќа своето сонце да грее над лошите и над добрите и праќа дожд над грешните и над праведните. Зашто ако ги љубите само оние што ве милуваат вас, каква ќе ви биде наградата? Не судете, за да не бидете судени. Со каков суд судите, со таков ќе бидете судени. Со каква мерка мерите, со таква ќе ви се мери. Брате, зошто ја гледаш раската во окото на брата си, а гредата во своето око не ја чувствуваш? Или како ќе кажеш, брате, чекај да ти ја извадам раската од окото, пакете во твоето око има греда. Лицемере, извади ја првин гредата од своето око, па тогаш ќе видиш како да ја извадиш раската од моето око. Светињата не ја давајте на кучињата и не си го фрлајте бисерот пред свињите. Сакајте и ќе ви се даде. Барајте и ќе најдете. Чукајте и ќе ви се отвори, зашто секој што сака добива, кој бара наоѓа и на оној што чука ќе му се отвори. Татко мој, ти благодарам што си ја создал Македонија и македонците, што си не запишал во твоето живо слово, што си го дал ова место Кокино, за да се подсетиме дека нашите прадедовци знаеле за тебе, тебе ти се молеле, тебе те славеле. Македонија има долга милениумска врска со Отецот Небесен, Создателот на светот. Татко мој, и денеска те молам во името на Твојот Син Исус Христос, испрати ангелска војска во нашава земја, обгради не со огнен штит за Твоја слава. Непријателот што доаѓа по еден пат кон нас, изгони го по 7 патишта од нас. Ова е Твоја земја, Ти си не именувал, Ти се не дарувал, Ти си не создал, Твоја е славата. Слава Ти, Татко Небесен, со Тебе победуваме. Ние сме светлината на светот, со Твојата љубов, со Твојата милост, победуваме со Божјата љубов. Ова место е Божји печат за врската на македонците со Бог. Ти ја враќам Македонија во Твои раце, зашто таа е Твоја земја, Ти си ја создал, Ти си ја избрал и Ти си ја дарувал. Амин. Амин.